Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. И вработените во администрацијата на Основниот суд во Тетово денеска излекува на протест. На ваков начин судската администрација бара повисоки плати. Општина Жилино добива прв младински културен центар. Инвестицијата е реализирана со средства од ТАВ програмата во висина од 300.000 евра. Поради влегувањето на државата во портокалова фаза, владата на вчерашната седница усвои препораки за заштита на здравјето на граѓаните кои ќе важат од денес па до 16 јули. И вработените во администрацијата на Основниот суд во Тетово денеска излегува на протест откако независниот синдикат на судската служба повика освен од Скопје на протестот да се вклучат и судовите од другите градови на државата. На ваков начин судската администрација бара повисоки плати. И вработените во администрацијата на Основниот суд во Тетово денеска излегува на протест откако независниот синдикат на судската служба повика освен од Скопје на протестот да се вклучат и судовите од другите градови на државата. На ваков начин судската администрација бара повисоки плати. Денеска од Основен суд Тетово се собравме овде за да ги поддржиме колегите на синдикатот од Скопје. Се солидаришеме и сакаме да кажеме дека не сме задоволни со нашата плата. Бараме 30% покачување на плата, 15.000 денари да биде К15 и 25% додаток на плата. Се додека не се исполнат овие барања, ние секој ден ќе излагаме и ќе протестираме пред Основен суд Тетово. Независниот синдикат на судската администрација информираше дека протестите во судовите се во знак на револт на вчерашната одлука на министерот за финансии да не ја потпише одлуката на судскиот буџетски совет за исплата на додатоци, наплата која беше донесена со одлука на 15%, но и сеопштото незадоволство од Министерството за финансии за нивните барања за покачување на платата од 30%. Доколку пак не бидат земени предвид нивните барања, од 1 септември најавуваат одржување на генерален штрајк со блокирање улици и неиздавање уверенија за неосудуваност и други документи. Општина Жилино добива прв младински културен центар. Денеска увид во сработеното изврши вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи, придружуван од генералниот директор на ТАВ Неџат Курт и градоначалникот на општината Блерим Сейдиу. Инвестицијата е реализирана со средства од ТАВ програмата во висина од 300.000 евра. Сите млади во сите општини заслужуваат свој кач. Затоа сум задоволен што и младите во општина Жилино биваат младински културен центар. Заедно со господинот Неџат Курт, генерален директор на ТАВ Македонија и градоначалникот на општина Жилино, Блерим Сейди, го посетивме овој објект зад мене, новиот дом за младите на Жилино и околината, кој е во финална фаза на реализација според програмата на ТАВ. Која се реализираат различни инфраструктурни проекти низ сите општини во државата. Важно е дека ова се проекти за кои аплицираа самите општини, што значи дека ова се нивни барања и приоритети кои тие ги воочиле за своите граѓани. Младинскиот културен центар во Жилино според проектот и обврската на владата е при крај, како што е предвидено во договорот потпишан со општината Жилино, бидејќи градежните работи се завршени според предвидениот буџет вреден околу 300.000 евра, се до надворешното фасадирање на самиот објект. Она што и престанува на општината како обврска е поставување на внатрешниот интериер, пошто жителите на Жилино, особено младите, ќе добијат еден простор каде ќе можат да го изразат и развиваат својот креативен потенцијал за реализација на идеи и нови проекти важни за развојот на Жилино. Оваа зграда ќе биде нивниот втор дом, од кој очекуваме да произлезат многу дискусии и идеи за напредок на младите генерации. Среќен сум
што досега имаме над 76% реализација на проектите започнати со ТАВ програмата и што реализацијата на овие значајни проекти успешно се развива според предвидената динамика. Од вкупно 82 започнати проекти од вкупната вредност 49,7 милиони евра, 60 инфраструктурни проекти се завршени, а во моментов се работи во 22 други. За останатите 10 проекти реализацијата ќе започне деоновиве. Today we are here in Željino municipality. Денес сме тука во општина Желино да го во посета на објектот на Младинскиот центар, што е еден од специјалните проекти финансирани од страна на ТАВ Македонија. Работите во рамките на овој проект за изградба на Младинскиот центар опфаќаат од бетонски и армирачки градежни работи до водоводни, електрични и фасадни работи, а вредноста на овој проект е речиси 300.000 евра. Сметаме дека овој младински центар во иднина ќе обезбеди и ќе овозможи на младата популација во Желино поддршка за нивниот личен развој и за нивно активно учество во заедницата. Нашата одлична соработка со владата и со локалните власти тука продолжува, додека придобивките за локалните заедници и општата инфраструктура во земјата ќе траат. Веруваме дека ова ќе биде бенефит и придобивка овој објект за општата јавност тука во општината, како и за младите и дека ќе трае. Јас, како градоначалник на општина Желино, мора да изразам благодарност до вице-премиерот Битичи и до генералниот директор на ТАВ, господин Неджат. Благодарам што се присутни овде да гледат работите што се изведени до сега од општина Желино. Овој проект е прв младински центар во наша општина. Младите ќе имат еден друг дом каде нивните идеи ќе ги изразат и каде ќе го користат овој битен објект за младите и за сите тие што во иднина ќе треба да користат овој објект. Ние аплициравме како општина Желино во 2021 година и лани 2022 година завршивме со изградните работи. Сега очекуваме втората фаза да заврши, очекуваме соработка и со ТАВ и со вице-премиерот да завршиме со втората фаза што ќе пуштиме во функционалност целиот овој битен објект за младите и за сите граѓани на општина Желино. Поради енормните горештини и влегувањето на државата во портокалова фаза, владата на вчерашната седница усвои низа препораки за заштита на здравјето на граѓаните, кои ќе важат од денес па се до 16 јули. Почнувајќи од денес 13 па се до 16 јули, на ниво на цела држава ќе важат повеќе препораки за заштита на здравјето на граѓаните, поради високите температури кои се очекуваат, соопштија од владата. Според метеоалармот на Управата за хидрометеоролошки работи, сите региони во државата ќе влезат во портокалова фаза. Согласно усвоеното, владата препорачува ослободување од работни обврски на најранливите групи население, како што се бремените жени и лицата на возраст над 60 години. Во установите за згрижување на деца, градинки, да не се практикува физичка активност и да не се изнесуваат децата на отворено во период од 11 до 17 часот. Единиците на локалната самоуправа, Црвениот крст и центрите за социјални работи во регионите зафатени со топлотниот бран да пружаат помош на осамени, стари и изнемоштени лица и бездомници. Владата препорачува на приватниот сектор да го организира работното време со цел заштита од директна сончева изложеност на работниците, пред се избегнување на престој на отворено во период од 11 до 17 часот. Сите правни субјекти кои вршат активности на отворено, да ги запрат активностите во период од 11 до 17 часот, а ова особено се однесува на работата на градежните работници. Инаку, според препораките од Министерството за здравство, граѓаните не треба да се изложуваат директно на сонце од 10 до 15 часот, да носат лесна облека, капа или шешир, како и крема со заштитен фактор. Грант од 10.000 евра ќе добијат малите производители на храна од животинско потекло кои денеска во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги потпишаа договорите.
Денеска ги додолуваме договорите кои што се однесуваат по повикот за мали производители на храна од животинско потекло, што особено не радува. Во следните 10 дена сите овие кои што ќе подпишат договори, физички или правни лица, регистрирани во сите регистри, кои што произведуваат храна, кои што се регистрирани согласно правилниците за продажба од праг, последните 10 дена ќе ги добијат авансно овие средства, а во рок од 45 дена ќе треба да ја направат опремата и да го реализираат деловниот план за кој што аплицирале. Оно што особено ме радува е што во оваа програма за мали производители од животинско потекло, а колку и за претходната за мали стартап винари кои што не се само во Кавадарци и Неготино ги има насекаде во државата и бројката е над 250, што е гордост македонска. Овие договори кои што ги додолуваме денеска, исто така ќе се реализираат во различни села во сите региони во државата, од Тетово, во Кичево, во Прилеп, во Будинарци, во Берово, во Петровец, во сите региони во државата, едноставно ќе се реализираат овие инвестиции и ќе се родат нови македонски брендови на македонски сирења, македонски кашкавали и други типови на производи. 90% од средствата се наменети за набавка на опрема која што им е потребна на производителите и 10%, односно 60.000 денари се за стручни лица кои што ќе го следат нивниот процес на производство, односно соодветни технолози кои што се потребни. Во продолжение следуваат информациите од најновиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. На регионалниот пат Тетово-Јажинце, пред влезот за Тетовско Одри, вчера во 15 часот патничко моторно возило Тојота со тетовски регистарски ознаки, што го управувала 37-годишната ХРБ од Тетовски Порој, удрило во пешакот Шќ 33 години од Одри. При тоа пешакот се здобил со тешки телесни повреди констатирани во Тетовската клиничка болница. Увид извршила екипа од СВР Тетово. Вчера во 15 часот и 5 минути полициски службеници на СВР Тетово го привеле ИК 35 години од Тетовско Прељубиште, кој околу 11 часот во близина на амбулантата во Тетовско Шемшово. По расправија физички се пресметувал со ДШ 41 година од ова село, кој подоцна бил повикан на службен разговор во полициска станица. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер во 23 часот и 20 минути во СВР Тетово било пријавено дека на локалниот пат фалише Тетово мотоцикл без регистарски ознаки, управуван од ДЈ 30 години од Тетовско фалише, излетал од коловоз. Во несреќата ДЈ се здобил со тешки телесни повреди констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетово. Вчера околу 14 часот и 45 минути во СВР Тетово било пријавено дека на улица Димитар Влахов во Гостивар патничко моторно возило Volkswagen со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 56 годишниот гостиварец ЗВ, удрило во пешакот СС 30 години од Гостиварско Речане. Во несреќата пешакот се здобил со тешки телесни повреди констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат. На местото на несреќата увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. 30-годишниот АВ од Гостиварски Добридол вчера во 16 часот и 55 минути во СВР Тетово пријавил дека 1 час пред тоа во селото физички бил нападнат од неговиот соселенец СМ 37 години. Според пријавеното, напаѓачот користел и дрвен предмет. Се расчистува случајот. Вчера вечер во 20 часот и 55 минути во СВР Тетово, АМ 73 години од Гостиварски Добридол пријавил дека претходниот ден во близина на Бачило на Шарпланина физички бил нападнат од АВ 30 години од истото село. Се расчистува случајот. Ноќеска половина час по полноќ полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, го лишиле од слобода 25 годишниот ИЧ од Гостиварско село, кој претходно бил пријавен од неговата 19 годишна сестра дека во семејниот дом физички ја нападнал. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот.
Вчера на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акцијска контрола на моторциклисти. При контролата били откриени и санкционирани вкупно 32 прекршоци, 25 во Тетовско и 7 во Гостиварско. Во рамките на сообраќајно-контролните активности кои континуирано се реализираат на поширокото полошко подрачје, вчера беше спроведена уште една од серијата контроли на мотоциклисти. При контролата биле откриени и санкционирани вкупно 32 прекршоци, 25 во Тетовско и 7 во Гостиварско. Најголемиот број од прекршоците се однесувале на некористење на заштитни шлемови, односно кациги. 10 мотоциклисти не поседувале возачки дозволи, а 5 имали истечена осигурителна полиса. На сите им се изготвени законски предвидени поднесоци и тие ќе се соочат со парични глоби, кои зависно од видот и карактерот на прекршокот се движат од 50 до 250 евра во денарска противредност. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел до мотоциклистите да не седнуваат зад управувачот без положен возачки испит и задолжително да користат заштитна опрема пред се за нивната лична безбедност, но и навреме да ги регистрираат мотоциклите и да ја проверат техничката исправност, посебно ако тргнуваат на подолги релации. Исто така се апелира да ги избегнуваат периодите од денот кога температурите на воздухот се највисоки, да се воздржат од консумирање на алкохол и да ја прилагодат брзината според условите на патот. Одсекот за превенција на СВР Тетово во рамки на кампањата Безбедно лето 2023 година вчера одржа превентивни средби со друштва и здруженија од културата во Тетово. На средбите било дискутирано за законските одредби кои се однесуваат на организирање концерти и други културни јавни собири, како и на потребата истите навреме да ги пријавуваат. На иницијатива и во организација на Одсекот за превенција на СВР Тетово на 10 и 12 јули биле одржани средби со представници на вкупно 5 културно-уметнички друштва и здруженија од културата и уметноста во Тетово и Тетовска Брвеница. На средбите полициските службеници од овој одсек поблиску ги запознале со законските одредби кои се однесуваат на организирање концерти и други културни јавни собири, како и на потребата истите навреме да ги пријавуваат. Покрај ова, им било укажано исто така целосно да се придржуваат и кон прописите кои ја регулираат јачината на музиката, посебно доколку нивните активности се планирани во доцните вечерни часови и на отворен простор. Представниците на овие културни асоциации искажале нивна максимална подготвеност за почитување на законските обврски поврзани со културните манифестации. Идната недела пак планирани се средби со културно-уметничките друштва и здруженија од Гостивар и Гостиварско. Од Центарот за јавно здравје Тетово информираат дека денеска и утре на подрачјето на општина Брвеница ќе биде извршена дезинсекција. Согласно ова се апелира до пчеларите и пчеларските задруги навреме да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Се известуваат граѓаните на подрачјето на општина Брвеница дека на 13 и 14 јули во вечерните часови, почнувајќи од 21 часот па се до раните утрински часови, екипа на јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Тетово ќе спроведе теристичка адултицидна дезинсекција. Дезинсекцијата ќе се врши со апарат за улава ладно замаглување, поставено на возило со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелени површини, населени места и депонии во тоа подрачје. Во случај на неповолни временски услови, дезинсекцијата ќе се одложи за следниот поволен ден. Од тука, од Центарот за јавно здравје Тетово, апелираат пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!